Познато е ВМРО-ДПМН по спинување на клучните моменти во политичкиот живот. Клучниот момент во политичкиот живот во Република Македонија е сериозната политичка криза предизвикана од криминалната аболиција на криминалецот Никола Груевски и неговата банда. Каков е, што е и колкав имотот на Шилегов е споредно прашање во однос на овие големи прашања. Кажав во изминатиот период, повторувам повторно пред вас, дека мојот имот е предмет на истражување 8 или 9 пат во овој момент се одбива за потеклото на имотот. И ваквите партизирани институции не можат да најдат ништо незаконито во тој имот. Од тука, префрлањето на топката од вистинскиот криминал со милиарди евра во текот на изминативе 10 години, кон луѓето кои што честно ги заработуваат парите и ги плаќаат своите даноци во матичната држава, не е ништо друго, освен имате право обид да се замае јавноста. Дали опозицијата е во депресија, бидејќи нема политичкиот диалог, Емил Димитриев функционира како премиер, а не технички премиер на владата? Паниката и депресијата се карактеристика на ВМРО-ДПМН токму од тие причини. Можете да разберете што се одбивало внатре во ВМРО-ДПМН за да дојдат до идеја дека треба да извршат аболиција на 56 лица, на некој 16, на некој 13, на некој 6, на некој 11 пати. Од тука тоа зборува се. Зголемувањето на нивото на кризата предизвикано со аболицијата е свесно со цел да се одбегне или да се замае јавноста од клучното прашање. Криминалот со државни пари на Никола Груевски и ВМРО-ДПМН. Господин Шилегов, дали во идната влада, било таа да е техничка, широка или влада нормална, имаат место луѓето што се под истрага на СЈО? Ова меѓу редови го кажа и при последната посета заменик министерот за надворешни работи на Холандија Деброт. Ако беше Македонија правна држава каква што не е, луѓето кои што се огрешија од законот и кои што се предмет на истрага досега требаше да бидат во затвор. Уште едно прашање, ако може, дали има и воопшто има некакви разговори околу решавање на оваа статус-кво ситуација и каков е вашиот став во однос на иницијативата на ДУИ да се обнови политичкиот диалог? И ДУИ и ВМРО-ДПМН многу брзо во Собранието на Македонија ќе мора да се произнесат по прашањето што остана нерешено, а што е сериозен предизвикувач на политичката криза, тоа е аболицијата. Додека целосно не се поништи нарачаната аболиција за криминалците од врвот на ДУИ на ВМРО-ДПМН, не може да стане збор за политички диалог. Во оваа држава правото или ќе владее за сите, или нема да владее за никого. До кога не се поништи криминалната аболиција на Ѓорги Иванов, не можеме да стане збор за политички диалог. Имаше спекулации дека сакате да рампате аболицијата за место во владата, дали е тоа точно? Тоа е денешен спин од провладините пропагандистички куќи. Јасно и десетно. Никола Груевски може да сања или сонува за прифаќање на аболиција. Аболицијата во Република Македонија ќе се поништи и ние знаеме дека е тоа најголемиот кошмар на Никола Груевски. Прифаќање на било какво шпекулирање околу можност за непоништување на аболицијата е само сон кој што никогаш нема да се реализира на Никола Груевски. Господин Шилегов, дали се смятате за имотен човек или човек кој што припаѓа на следната класа? Петре Шилегов 22 години функционира на пазарот на Република Македонија. И се имам стекнато со онолку имот колку што моите легално пријавени приходи во институциите на оваа држава ми дозволиле. Сакате, можам да елаборирам, иако мислам дека навистина предметот на интересот на јавноста треба да бидат луѓето кои што ги крадат државните пари, а не како ги трошам јас своите лични средства. Значи, можам на било кој медиум, надвор од пресконференција, да ме повикате и да ви го елаборирам целокупниот имот со начинот на кој што сум се стекнал. И од тоа нити имам намера, нити сакам, нити бегам. Јас сум горд на себе и на својата успешна адвокатска кариера.
Очигледно е дека на ВМРО ДПМН, на криминалецот Груевски, му смета и политичкиот успех, како на Шилегов, така и на актуелното раководство на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Во Република Македонија законите треба да важат за сите подеднакво. Најпрво за владеачката структура што ги краде државните пари, меѓутоа понатаму и за сите граѓани.